радио за супер хепи расположение и овој викенд 28 јануари 2017 година. Ветано сторено, на линија веќе имаме нашата телефонска гостинка Василка Димитровска. Пред некој ден имавте постирано мисло од Никола Маџиров. Еден ден ќе се сретнеме како бродче од хартија или како лубеница што се лади во реката. Да. Добар ден. Добар ден на вас и добар ден на сите слушатели на Хепи радио. Да, јас навистина го сакам и го почитувам Никола Маџиров и веројатно од современите живи македонски поети ми е еден од најомилените. Исто и на нас, но еве ние овој убав саботен ден можеби се сретнуваме во студени временски услови, но со топла препорака за, би рекла, уште потопол настан кој што ќе се случува од 24 февруари до 2 март оваа година. Би рекла и Македонија има со што да се горде, бидејќи ХМУС има апликација за мартинките во УНЕСКО за која ќе се гласа кон крајот на оваа година, а со тоа им ќе ја продолжиме и негуваме традицијата на нашето богато нематеријално наследство, им ќе си супер, ќе се забавуваме тие неколку денови. Така, јас би сакала само малку да поправам апликацијата во УНЕСКО од страна на Република Македонија ја има понесено Институтот за фолклор како една од највисоките институции од таков тип на карактер кој што може да прави апликации во УНЕСКО, а ХМУС е еден од тројцата потписници со кои што ние од 2013 година наваму се образуваме дека ќе ја негуваме и ќе ја промовираме традицијата во неизменет карактер и дека ќе го одржиме како живо културно наследство на Република Македонија. Така, мене мартинките ми будат носталгија, да бидам искрена, на времето кога мојата мајка на секој 1 март ми закачуваше на раката ваква црна бела врзувка. Подоцна, нели, љубовите во мојот живот како доаѓа ми подаруваа на тој ден и јас им подарував, а денес се правам за мојата керка. Посебно ги сакам затоа што се викаат мартинки, затоа што се прават во месецот кога јас сум родена во март и затоа што ми било можеби несудено да се вика Марта. Но тоа не спречува денес да позборуваме за настанот кој што ќе започне, како што кажавме, на 24 февруари, па ми интересира сигурно и нашите слушатели која е целта на настанот ваков тип. Значи, од 2013 година, од моментот кога ХМУС како организација и како Центар за научно истражување и промоција за културата е вклучен во целата ова апликација на УНЕСКО, ние правиме некакви настани. Сега, на почетокот тие беа од многу помал карактер, бидејќи нели со текот на времето расневме и сега веќе нели можеме да си дозволиме да правиме и големи меѓународни изложби како што тоа беше лани, но тоа лани го направивме со партнери од повеќе држави, за да можеме да ја поддржиме апликацијата во УНЕСКО, која што веќе еднаш беше поднесена, потоа беше вратена на доработка, затоа што требаше државите сами да докажат дека луѓето го негуваат ова наследство и како традиција сами од себе, значи го прават и го пренесуваат на следните поколенија. И таа изложба минатата година после од Скопје, потоа беше во Видин, во Република Бугарија, потоа беше во Бузалка и нашите партнери во Романија, оттаму отиде уште во неколку музеи. Тоа беше едно големо драгоценно искуство, ни остана многу, би рекла, артефакти кои што ќе ги употребиме и во годинешната изложба, како што беше кажано, значи помеѓу 24 февруари и 2 март. Да, и 2 март на првиот спрат од Рамстор Мол центар, веднаш од влезот по ескалаторот ќе биде поставена една мала изложба со сите елементи кои што ние ги поседуваме или сме ги здобиле, нели, како придобивки од промоцијата на мартинките сите овие години и значи изложбата не ја прави само ХМУС, ние ја правиме во партнерство со музеот на Крива Паланка, која што е локална институција и кои што нема да ни бидат партнери само во овој настан, него потоа изложбата се сели во музеот на Крива Паланка. Тоа сакав да прашам, дали само во рамки на метрополата ќе биде или ќе се проширите? Не, ќе се прошири, значи изложбата и јас се надевам дека колегите ќе ја направат нешто како пролетна манифестација, бидејќи сепак тие се традиционално да се одржува, нели? Да, институција од сосема поинаков карактер, бидејќи да се постави една изложба
во еден мол и да се постави во еден музеј има две различни димензии. Ние сакаме тоа да го направиме на вистина популарно за да можат луѓето да се навикнат, нели, на своето културно наследство, да го носат на себе, да го гледаат така како што ние го гледаме во Хаемус. И токму поради тоа и гледаме да изложбите не бидат заробени во такви некои академски кулуари, да ги правиме нели во музеи или во некои галерии, туку да ги правиме на прометни места каде што всушност се од луѓето и треба да бидат за луѓето и треба да пренесат понатаму, да, пораката. Така, ме интересира, дали на тој што ќе му подариме Мартинка, нели, во тој период, за месец март, ќе го следи среќа, здравје и љубов, или е само суеверие и така, убаво чувство за тој што подарува и тој што носи? Има ли вистина во тоа? Па вака сега, во минатото на вистина луѓето доста верувале во суеверие, ќе се зачудите и денес како тренете низ Македонија колку од нашиот народ, значи верува во суеверие, но се верува дека на оној на кого му се подарува Мартинката, како Амајлија, му се посакува среќа, радост, љубов во предстојната година. Меѓутоа во современиот свет амелиите добиваат и некои дополнителни социјални функции. Јас би рекла да изразиме почит како другите, да ги зајакнеме семејните или не знам роднинските врски, да ги продлабочиме општествените односи, припадноста кон некоја општествена заедница и така натаму. Така што голема е символиката, нели, покрај она преплетувањето на црвената и белата боја. Што значи едната што другата? Да. Па белата боја значи, да кажеме, символ на небеската светлина, на денот, на чистотата, на непорочноста. Црвената е символ на крвта, новиот живот, земната, женската плодност. Да. Така да, тие кога ќе се испреплетат, всушност ниното проткајување практично значи проткајување на небесното и земното, на машкото и женското како услов за хармонија, плодност, љубов, здравје, среќа. Сега понатаму понекогаш може да се додадат и разни преврзоци на овие амајлиите, некакви антропоморфни фигуринки или парички или било што, кои што ќе ја дополнат таа, нели, символика на еден алегоричен начин. Мене еднаш ми беше подарена таква Мартинка и јас ја носев низ целата година. Додека не ми кажа личноста што ми ја подари дека тоа не сме да се носи во април, мај, јуни. Мене ми беше одличен аксесуар и ми одговараше со гардеробата што ја носев. Дали и тоа има врска? Дали треба веќе со завршувањето на месец март да, нели како велат царите, да ја закачиме на првото расцветано дрво? Така, јас од минатата година имам сличен пример, кога добив една Мартинка со еден многу бав приврзок на 4-листна детелинка и сигурно не ја симнав, можеби 2-3 месеци, ми доаѓаше како дел од накид, како аксесуар, да. Да, меѓутоа сепак обичајот кој што е поврзан со празнувањето на 1 март или со денот на Баба Марта, вели дека Мартинките вообичајно се носат додека не се догледа првата ластовичка или штрк и потоа според обичајот се закачува на дрво. Но знаете, има многу варијанти на оваа тема, не само во разни држави, туку дури и во рамките на нашата држава. Така да една од варијантите на овој обичај вклучува Мартинката, например, да се закачи на гранките во моментот кога ќе процвета првото пролетно дрво. Или пак постат локални варијанти на Балканот каде Мартинката место да се закачи на дрво се става под камен, бидејќи ако се појават црви под каменот се смета дека годината ќе биде родна, или се врзува на рака, на глушт, затоа што постои верување дека оној кој што тоа ќе го стори за време на аграрните работи во текот на годината нема да го нападне змија. И голема е генерално символиката, но како и да вртиме, јас мислам дека сепак оваа символика има многу врска со почетокот на март, всушност почетокот на аграрната година и потеклото всушност на Мартинката е во месец март, затоа што има силно акцентиран магиски карактер кој што е насочен кон стимулирање на природата по плодност и земјоделските култури. Знаете, мислам, во минатото, да кажеме, латинското име на месецот март произлегува од Мартиус, значи називот на првиот месец на старата римска нова година, кога им почнувала годината. Потоа, нели, со реформата на Јули Цезар во 46-та година пред нашата ера се менува сметањето на времето според сончевиот календар и почетокот на новата година почнува да се смета од 1 јануари. Но нели ние имаме и стара нова година, да, и така натаму. Ги одбележавме овој месец.
Да, ги одбележавме и во некои делови од Македонија најчесто мартинката се дарува на 1 март, но постојат и делови, например во Источна Македонија, каде што мартинката се дарува и на 14 март. Јас си спомнувам лани, околу 1 март беше многу топло и мислам дека првите дрвја процвета некаде околу 7-8 март, што значи дека оние кои што ги добиле мартинките многу брзо ги закачија. Да. Или ги ставија под камен или било што, меѓутоа да не треба во јуни да ги закачиме оваа година. Со оглед на мразот што ги имаме уште. Меѓутоа да се навратам на нешто што беше претходно споменато е дека сите овие години имаме големо искуство од луѓето кои што ни ги пренесуваат информациите, кои што навистина се многу драгоцени. Тоа некој нели орална традиција која што никаде не е запишана, дека секој, исто како и вие, со многу љубов се сеќава на мартинките. Значи ги враќа некаде во детството, во некој многу убаво време, во некои пријатни амбиенти. Јас до сега не сум сретнала, значи човек кој што не сака да носи мартинка. Да, кој што не ги обожава мартинките или барем традицијата која што е поврзана со нив, бидејќи е многу позитивна. Дека кај нас малку потешко оди враќањето на таа традиција, некако се изгубила, можеби, не знам, 30-40 години за време на социјализмот. Но затоа ќе се подсетиме сега, тоа е вашата цел. Јас ги поддржувам, значи сите и приватни и професионални лица и организации, центри и така натаму, и невладени издруженија кои што се трудат да ги прават, да ги промовираат, да ги делат или да ги продаваат, како и да е. Да, има и хуманитарни нели акции со кои што парите поодат после во хумани цели и тоа е исто така добар потек, би рекла. Да, тоа е супер, да. Ајде да се навратиме само на овој настан. Што ќе се одржи 24 февруари, што ќе се одржи во Рамстор мол? Изложба на оригинално рачно изработени мајли од нашата земја, Бугарија и Романија, едукативни панели, проекција на документарни филмови, така? Да. Продажна галерија со ракотворби и креативни работилници за деца. Ете може да ги однесеме и дечињата малку да е развието на креативна моќ. Да, ние просторот кој што го добивме во Рамстор, за кој што навистина им благодарам на луѓето од менаџментот, кои што нели веднаш ја увидеа предноста од нели целата оваа идеја и манифестација и се сложија нели на една заедничка соработка. Велам просторот кој што се наоѓа на првиот спрат дозволува евентуално да се постават и масички со столчиња, а тука блиску е и оној што е имагинариум, значи за деца, така да и фреквенцијата се надевам дека ќе биде голема, бидејќи таргетот на овој проект за мартинките се децата од предшколска и школска возраст, бидејќи вие кога еднаш на нивки ми ја фадите љубовта и традицијата кон културното наследство, таа ќе ги следи низ години. Да, тоа ќе ги следи во текот на годините. Јас исто така си спомнувам дека мојата баба од страната на мојот татко ми дарувала мартинки, а таа беше родена 1922 година и дојдена од едно село во близината на Солун, значи од егејскиот дел на Македонија. И својата традиција ја наследила својата мајка, таа својата мајка и така натаму и така натаму. Нели, и ние на некој начин сакаме сето ова да го пренесеме врз нашите поколенија. Да го пренесеме, но и да добие една поширока димензија. И кога почнавме да ја работиме апликацијата за УНЕСКО, верувајте дека тоа се политики од многу висок карактер. Да, јас знам дека ќе има огромна посетеност и знам дека ќе уживаат нашите граѓани. Само уште една мала, уште едно мало дополнување, значи ќе биде изложба и базар на ракотворби. Јас секој ден гледам како ни пишуваат ракотворците, особено не контактираат на Фејсбукот на Хаемус. Значи тоа не е класичен базар каде што ќе има 10 или 15 тезги па луѓето ќе си продават, него тоа се мартинки исклучиво изработени од тимот на Хаемус, кои што или од нашите соработници, кои што веќе ни се брендирани. Јас знам дека имате уште време до 24 февруари да нели сето ова го филувате како што треба за да биде идеално и навистина да приложите на нашите граѓани, а ваши посетители да уживаат во овој ивент или во овој проект. Ке се вклучиме ние и во тој период, има уште малку на еден месец до тогаш, повторно ќе ги потсетиме за случувањето таа недела. Така, јас ви благодарам, секој пат е задоволство да се гостува во Хепи Радио.
Останете хепи, позитивни како што сте секогаш кога ве вклучуваме. Убав ден. Благодарам.